Време е за вториот дел од утринската емисија и за денешниот разговор. Со мене утрово е дефектологот Илинка Димчевска, која ќе ни објасни се околу работата на дефектолозите и за различните видови на терапии кои тие ги користат. Добро утро, Илинка, и добро дојде во нашата емисија. Благодарам на покана. Најпрво, запознање со секојдневието на еден дефектолог. Како изгледа твојот работен ден? Значи, мојот работен ден пред се започнува наутро и е доста исполнет со активности, со најразлични методи на примена кај децата. Значи, јас моментално работам со дечиња. Најстарото дете има 12,5 години, а најмалото има 2,2 месеци. Значи, со таа возраст моментално работам. И работата е едноставно исполнета со многу љубов, многу активности, многу емоција, истовремено се трудиме да постигнеме максимален напредок, да го извадиме максималот од потенцијалот и можностите детето кој што ги има во себе, како би го способиле за секојдневно функционирање во општеството, односно да биде самостојно во живењето. Така. Најголемата дилема за родителите е кога детето да се однесе на дефектолог. Кога е правилното време и како да препознаат некои симптоми заради кои би требало да го однесат на дефектолог. Така, значи, доколку секој родител од самото раѓање, значи на самото дете, па се до првите 3 години од животот и понатаму, примети некое си отстапување од развојот, кое што сметаме дека не е како типичниот развој на останатите деца, тогаш треба пред се да се упати на педијатар, па потоа доколку педијатарот има определено мислење за нетипичниот развој, го упатува во Заводот за ментално здравје во Скопје, и доколку таму дадат категоризација, тогаш родителот треба да се обрати на стручно лице, дефектолог, логопед и така натаму. Значи, најбитна е тоа рано откривање, рано категоризирање, за да се отпочне со рана интервенција кај овие деца, затоа што колку што порано, толку подобро, за да може да се извади максимумот од едно дете. Така, тоа ми беше акцентот. Најбитно е на време, за да може да се лечи подоцна, за да може да се работи со тоа дете. Родителите многу често сметаат дека можеби не е сериозно тоа што се случува со нивното дете, па го одложуваат тој процес, но најважно е навремено, бидејќи колку повеќе го одложуваат тој процес, толку е потешко потоа и да се работи со самото дете и да се постигне некој резултат. Така, значи раната интервенција е една од клучните алки во самиот напредок кај одредено дете. Таа почнува од 2-3 година од животот и трае до 6-та година на детето, односно до поаѓање на училиште. И што може максимално да се извлече од детето е во тој период. Се што е после тоа оди многу бавно, многу тешко. Значи може да се постигне и до 12-та година, бидејќи тогаш централниот нервен систем го достигнува зрењето на својот развој, меѓутоа од 6-та до 12-та година тоа оди се многу потешко и многу побавно, иако се применуваат најразлични методи. Иако треба да се отпочне со раната интервенција, мора секој родител да знае дека мора тој да биде максимално вклучен во самиот развој на тоа дете, затоа што тој и главниот и клучниот со кого детето пред се идентификува. Јас велам често, јас како дефектолог сум ви водич, а вие треба само да ги следите моите стапки и да го применувате истото со децата во секојдневието, во домашни услови или доколку се надвор, без разлика каде и да се. Така, не е доволно само работата со дефектолог, секако родителите треба да продолжат таа работа. И сите кои што се во негово опкружување, доколку детето оди во градинка, треба да се контактираат самите воспитувачи и негователи. Доколку оди во училиште, тогаш самите учители и наставници. Сите, значи, кои што се во опкружувањето на тоа дете, треба да бидат вклучени во поттикнување на развојот на самото дете. Така. Да зборуваме за арт-терапијата, што е навистина актуелна овој период, често се зборува за неа, па што всушност представува арт-терапија?
Значи да, во поново време излезе како доста актуелна терапија. Таа представува една експресивна метода која што ги употребува сите, значи, уметнички материјали. Меѓутоа, како арт терапија не е тоа само примена на ликовни техники, тоа се само комбинација од повеќе, значи, да речам, терапии, најчесто креативни техники во ликовното изразување и потоа се комбинираат со музикотерапијата, драмската терапија, имаме терапија на движењето, семејната терапија, социјализацијата како еден дел од сето тоа. И доколку се применат сите во комбинација и се испреплетат, може да се постигне, значи, успех кај самото дете. Незината примена е, да речам, сеопфатна, затоа што може да почне дури од најраната возраст, кога детето почнува со самото шкрабање, тоа е после 12-тиот, да речеме поточно, после 15-тиот месец од раѓањето на детето, кој што веќе ќе биде способно за манипулација, значи со определени материјали, како што може да фати боичка, може да фати четка, или со прсти, доколку е потребно. Значи од рана возраст може да се почне. Од рана возраст може да се. А зашто се користи? Зашто се може да се користи оваа терапија? Значи, оваа терапија може да се користи кај децата, значи, со потешкоти во развојот, се користи за добивање на таа свесност за телесната целина или спознавање на самиот себе, постоењето на самиот себе, потоа за развој на грубата и фината моторика ја користиме за развој на имагинативната игра или имагинацијата кај самите деца, за свесноста, за постоењето на себе и околината, да можат, значи, моторички, просторно да се ориентираат во самата средина, во самата околина, да бидат креативни, да бидат задоволни од тоа пошто тоа е еден важен дел, да можат емотивно, значи самите емоции да ги изразат преку арт терапијата, зашто кај многу деца е непознато како може да ги изрази своите емоции, а бидејќи арт терапијата покрај терапевско, значи, влијание има и една символичка комуникација, бидејќи е тоа преку слики и преку цртеж комуникација, таа символичка комуникација може да ги изрази самите емоции кај детето, се користи за социјализација и така натаму. Има доста широка примена. Значи, го леснува пристапот кон децата што тешко знаат да ги изразат своите емоции, преку нивните цртежи може да се видат и нивните емоции. Така. Како се користи, што се користи, како работите на оваа терапија? Да. Пред да продолжам со тоа како работиме на терапијата, да кажам дека често е применлива и кај децата кои што имаат аутистичен спектар, затоа што кај нив најчесто се користи за воспоставување на комуникација и за да може да се развие таа комуникација, бидејќи овие деца најчесто главниот проблем е комуникацијата, потешкотијата во комуникација. Сега при примената, значи, на арт терапијата се употребуваат различни техники и игри кај самите деца. Од тие техники имаме, веќе набројам неколку и накратко ќе ги објаснам колку да им стане на сите јасно за што се работи. Имаме следење на точка или следење на светло. Значи, во изгасната просторија кај што ние си ги изведуваме, значи, нашите третмани, моментално дефектологот свети со ламбичка, а детето прво со прст поминува по самата ламбичка, потоа со боичка, со молив, и на тој начин добиваме еден цртеж, да кажеме, каде што детето станува свесно за своето постоење, за своето тело, за фигурите околу себе, и така тоа е еден вид на техника. Втора техника е, значи, следење на телото. Се употребуваат различни големи хамери каде што се наложува на детето да легне во определена положба, дали е тоа во легната, дали е во скупчена позиција, и самото стручно лице, дефектологот, или доколку вршиме и социјализација на 2-3 деца, зависно од договорот со самите родители кај кои што е потребно,
тогаш го цртаме телото според, правиме една силуета на детето кое што е легнато и бараме потоа сите заедно да ги нацртиме деловите од човечкото тело, како тие би ги научиле и би добиле една просторна организација како задржување на тој просторен, обкружен простор. Така, значи на интересен начин, забавно и за самите деца, сето тоа е креативно, но сепак и вие како дефектолози успевате нели да извлечете од нив тоа што не би можеле. Така, и се применуваат и најразлични игри во сето тоа. Имаме игра како подавање со топка. Самото подавање на топка, тој што ќе ја добие топката треба да каже одредена боја и истовремено да наброи предмети, значи на таа боја, со тоа ги учиме боите. Потоа цртаме звуци, значи како ги цртаме звуците. Ајде нацртај река, како прави реката, значи да ги нацртаме звуците на самата река, на самите птици, звуците од природата или од градското обкружување, зависи кое дете што поќе нели сака при неговата значи при неговото наблюдување ние самите гледаме што детето повеќе го привлекува и преку тоа гледаме ние да извлечеме максимум од него и најчесто се изразуваат и чувствата и емоциите преку тие цртежи. Многу е важно да се напомене дека во оваа терапија не е важен продуктот кој што се добива на крајот, туку важен е целиот тој процес низ кој што се одвива самото третирање. И при тоа се користат најразлични материјали. Од природни материјали до материјали за рециклирање, сите видови на бои, дрвени, темперни, маслинести, се користат колаж, пластелини, глина, значи се што може да се искористи од арт техниките и арт материјалите. Значи, забавно, навистина забавно, но и едукативно. За децата да ги научат нели тие основни работи, за подоцна да можат да се социјализираат нели на училиште доколку има потреба од тоа, ме интересира, ги споменавме родителите дека треба да бидат вклучени нели во терапиите на децата и често се потенцира ова дека и родителите треба да бидат арт-терапевти на нивните деца, всушност дека и тие дома треба тие техники да ги применуваат со нив. Така, значи секоја техника која што ние ја применуваме во нашата работа се демонстрира и на самиот родител кој што треба значи истото да го применува дома. Најчесто добиваме и прашања, ама ние не сме искусни во цртањето, ние немаме некој талент за цртање, значи за употреба на оваа метода не се потребни таленти, туку потребно е максимумот да се извади од детето преку изразување на неговите емоции, при тоа развој на целокупниот телесен дел кај детето имаме. Така, арт-терапијата се користи, може да се користи и општо кај децата, нели, за да може да се воспостави комуникацијата, така да секој родител би можел тоа барем дома да го прави со своите деца, доколку има потешкотија да извади нешто од нив, некоја емоција, некој чувство. Комуникацијата, најчесто и децата со типичен развој имаат во поново време, бидејќи повеќе се обкружени со технологијата отколку со присуството на самите блиски, самите родители, за да може да се извлече комуникација од тие деца, може да го користи секој родител тоа дома во комуникацијата со своето дете. Барем тој дел со цртежите, нели, па преку нив да извлече нешто, а сето на што сакаат повеќе да дознаат, може нели да истражат на интернет, сега арт-терапијата е достапна насекаде, некои методи барем да се обратат кај дефектолози, да им објаснат за што станува збор. Да продолжиме и за АБА-терапијата и таа нели една од најчесто користените терапии кај дефектолозите, па да ни објасниш за што станува збор, која е нејзината примена и како се применува. Значи така, и АБА-терапијата ја применуваме во нашите простори, во нашите третмани. АБА-терапијата е една рана инвазивна бихевиорална интервенција кај децата. Најчесто таа го проучува, го наблюдува и го подобрува човековото однесување или однесувањето кај самите деца. Значи влијае на развојот
на однесувањето на децата. Има најразлична примена затоа што се користи во подобрувањето, значи на целокупниот развој кај детето и неговото функционирање во самата околина. Од начинот како детето треба да седи, како треба да се движи, како треба да држи лажица, чаша, значи како да си ги одржува своите хигиенски навики, како да го насочи вниманието и да постигне издржливост во самото внимание, да има концентрација. Потоа како кога ќе појде во училиште да може да ги исполнува самите налози, истото се однесува и за во домот, не само за во училиштето, да ги исполнува самите налози, како да се социализира и така натаму. Значи има најразлична примена АБА терапијата, вака лаички кажано, за да ја разберат оваа метода, другите може да се каже дека се работи на принципот на условување. Секое дете кое што исполнува определен налог, кој што го дало стручното лице на правилен начин, тогаш добива награда, а тоа е предмет или играчка на кој што детето му дава стимулација. Значи, дали тоа е тактилна, визуелна, емотивна, без разлика, значи стимулација одредена. И таа се дава меѓу два налога, која што мора да биде кратко трајна, не подолго од минута. Значи, на принцип со наградување се постигнува детето да научи, да се движи, да се однесува, да му биде интересно, да биде награден за тоа што го прави, а сепак да се постигне некој напредок. Кои се придобивките и колку брзо се стигнува до тие придобивки? Дали тоа е зависно и од самото дете и како најбрзо да се стигне до резултат? Така, значи, секако дека зависи од самото дете, затоа што многу е важно кои преостанати можности и способности ги има тоа дете и што сакаме ние да постигнеме, односно што сакаме да развиеме или да извлечеме од тоа дете. Може, значи, во однос на временскиот период најчесто е неблагодарно да се зборува затоа што од дете до дете има многу голема разлика и зависи од самиот развој и од работата, меѓутоа оваа метода е доста инвазивна, да ја наречеме, затоа што мора секојдневно да се применува со определен број на часови каде што се извлекува максимумот и придобивките можат да бидат многу големи. Посебно е и кај аутистичниот спектар се применува, јас го имам применувано и кај хиперактивноста, гледам дека и таму внесува, значи, успех во однос на развојот и подобрување на самото однесување, бидејќи тоа е главна карактеристика на АБА, го подобрува однесувањето. Може, значи, да се постигне за релативно краток период, меѓутоа може и самото подобрување во однесувањето на детето да бара подолг период на примена на оваа метода. Така. Додека сме тука, има родители, например, што немаат толку трпение и сметаат дека бидејќи тој процес е долг, дека и нема никаков напредок, па решаваат детето повеќе да не посетува дефектолог, бидејќи нема напредок никаков. Но колку е ова погрешно? Колку многу е погрешно, значи не малку, туку многу, затоа што едноставно тука му се става стагнација во развојот на детето, значи до тука не може и родителот се откажува. Доколку јас најчесто во разговор со родителите и во советување им кажувам дека секогаш треба да имаат пред се верба дека детето ќе биде секогаш се подобро и никогаш да не се откажуваат од трпението најважно. Така, затоа верба и трпение за да се постигне определен успех. Кај некои деца, значи тоа може да се постигне за неколку месеци, да речеме за 5-6 месеци, 8 месеци, кај други деца за 2-3 години, некогаш 4-5, одати 6 и така. Кај некои деца е потребно целоживотно третирање во однос на примена на одредени методи за подобрување на неговата секојдневна состојба. И така, секој родител мора да биде свесен дека не смее да ги прекинува тие третмани доколку сака неговото дете да напредува. И уште еднаш да напоменеме, мора да биде директно вклучен во целиот. Да, тоа е клучната алка. Сите родители мора да бидат свесни дека тие се клучот за развојот на нивното дете. Пред се имаме најчесто проблем во прифаќањето
на самата состојба која што е категоризирана од страна на стручните лица и родителот најчесто не ја прифаќа состојбата, доколку ја прифати, тоа е првиот чекор за постигнување на успех кај детето. А доколку не ја прифати, има родители кои што влегуваат во состојба на депресија и така различни. Така, никој не сака на неговото дете да му се случи тоа. Секако дека никој не сака. Но сепак доколку веќе постои проблем, нели, веднаш треба да се пристапи кон решавање на Така, треба да ги гледаат и позитивните страни на самото тоа и различноста кај состојбите кај децата си имаат своји убавини и најчесто тие и нас не поучуваат. Покрај тоа ние што ги учиме, тие и нас не поучуваат и затоа треба да родителите да учат и од самите деца за љубовта, за вербата, за колку малите нешта го прават среќен животот и така натака. Так, тие се чисти, нели, мали деца и за нив нема ништо лошо. Чисти и секогаш искрени. Так, тоа е најважното. Да продолжиме и за сензорната интеграција, исто така многу често употребувана кај дефектолозите. Што представува сензорна интеграција? Значи, сензорната интеграција представува еден невролошки процес, невролошки пристап, кој што се вклучени приемот и обработката на сензорните дразби кои што ги примаме ние од надворешноста и треба во однос на тоа нашето тело соодветно да реагира во околината. Доста применувана метода, затоа што нели ние се восприемаме преку нашите сетила, тоа се сетилата за вид, слух, мирис, вкус, допир. Имаме проприоцептивно сетило каде што се вклучени мускулите и зглобовите и вестибуларно сетило каде што се вклучени рамнотежата и движењето. Како се користи оваа терапија? Оваа терапија, значи, се користи со тоа што мултипрактично на децата им се пуштаат сите комбинација од сите видови на дразби, значи да можат сите сетила да бидат вклучени и имаме тука примена на најразлични дидактички материјали, природни материјали, најразлична опрема и справи кои што ќе му помогнат на тоа дете да може тој сензорен дел едноставно да го сузбие и да напредува во развојот. Така, тука се споминува често и сензорната соба, нели, во овој пристап, да разговараме малку околу тоа што е сензорна соба, што содржи таа сензорна соба. Така, значи, сензорната соба содржи соодветна опрема која што ќе ги активира сите дразби кај детето. Тоа се звучни стимулативни средства, имаме визуелни стимулативни, тактилни стимулативни средства, средства кои што ги поттикнуваат развојот и напредокот на мускулатурата, зглобовите, движењето, средства каде што се постигнува самата равнотежа кај децата, значи просторно да можат да се ориентираат и така натаму. Се применуваат, да кажеме, најразлични видови на нишалки, најразлични видови на светлосни ламби, имаме специјални рампи и така натаму. Тие се со цел да се стимулираат. Да, се со цел да се стимулираат сетилата и да се подпомогне во севкупниот развој на организмот на самото дете, каде што се психомоторни функции. Така. Да разговараме и за психомоторната реедукација. Како и зошто се користи таа? И таа е еден дел, значи, од нашата работа, сите овие се методи кои што ние ги пременуваме. Психомоторната реедукација има еден мултидимензионален пристап кој што се базира на движењата на човековиот организам, на човековото тело и неговите реакции при самите движења и имаме најразлични вежби кои што ги применуваме во тој домен. Имаме вежби за постигнување на телесната целина, имаме вежби за гестуалниот и објективниот простор, значи за осознавање на тој гестуален и објективен простор, имаме вежби за постигнување на латерализација кај детето пред се на себе, потоа на другиот, имаме ритмички вежби кои што се применуваат, имаме посебни вежби за активирање на движењата, за стимулирање на тонусот на мускулатурата, вежби посебни и така натаму. И важно е да се напомене и преку тој процес на примене на овие вежби секако се стимулира и говорот кај самите деца.
Така, многу е важно да напоменеме за гледачите да им стане појасно дали само со еден пристап се оди кај едно дете, со едно од овие терапии или сепак тоа е комбинација од различни терапии за да се стимулираат различни работи, бидејќи од разговоров приметив дека секоја терапија си е насочена кон различен дел нели од развојот на детето. Така, најчесто сите овие методи кои што ги споменавме, а има и многу други, се испреплетуваат едни со други и не можеме да кажеме дека стриктно само една метода употребуваме кај одредено дете, значи применуваме комбинација од самите методи. Покрај категоризацијата која што ја добиваме од стручната служба, ние и самите си вршиме проценка и категоризација малце подетална и во однос на таа проценка правиме план и кои вежби, значи ние понатаму ќе ги применуваме за да постигнеме развој кај самото дете. Секако, многу е важно да процениме што сакаме ние да развиеме кај тоа дете, што сакаме да постигнеме и врз основа на тоа правиме, значи, пристап на најразлични методи. Така, за крај, дали одењето на дефектолог е се уште табу тема? Ти како дефектолог нели постојано се соочуваш со најразлични родители, најразлични деца, дали се уште е тоа табу како порано? Или веќе луѓето се поотворени да го однесат своето дете на дефектолог и дефектолог да работи со него за да се постигне максимумот, нели? Вака, бидејќи еве јас имам веќе 7-годишно искуство во оваа работа, доколку би направила споредба од пред 7 години и сега, значи имаме промени во однос на свесноста, меѓутоа тие се уште не се на некое највисоко и најзавидно ниво како што би требало да биде, меѓутоа ме радува тоа што имаме промена и станува се поголема свесноста кај самото општество, значи не само родителите, општо и тука се сите вклучени кои што се допир во самите деца. Најчесто родителот и не знае или не сака или не знае да примети кој е отстапувањето кај самото дете, меѓутоа затоа сите кои што се во допир со тоа дете треба да бидат искрени со самиот родител, да го упатат, да му укажат доколку приметат дека има некој отстапување кај детето, па потоа родителот самиот да си презема соодветни мерки. Доколку пред 7 години сум имала деца на поголема возраст, да речеме, денеска еве имам деца со кои што работам и на помала возраст, најмалото детеце е 2 месеци, што е на моја голема радост, затоа што свесноста станува многу поголема, меѓутоа и развојот на диагностицирањето, да речеме, или категоризацијата на овие деца е на се повисоко ниво и тоа има многу големо влијание. Така, имаше проблеми со тоа, со грешки во диагноза, нели, деца посебно со аутизам, нели, погрешни диагнози. Сега, барем во тој поглед сме напреднати, се надевам дека ќе напреднеме и во поглед на прифаќање на децата со пречки во развој. Сметам дека се уште не се, нели, доволно 100% прифатени од општеството, се уште се работи на тоа, но сепак има напредок со самото тоа што општеството станува посвесно за тие проблеми, дека постојат тие пречки во развој. Сметам дека се зголемува и свесноста за тие деца и помалку, нели, се дискриминирани во однос на порано, но сепак уште многу треба да се работи. Така, мора многу уште да се работи на тоа, да свесноста се подигне на едно повисоко ниво и да има еден инклузивен процес во општеството на овие деца и лица секако. Пошто зборуваме моментално за деца, меѓутоа и тие што се повозрасни имаат некоја потешкотија, најчесто се одбивани дали за работа, немаат најчесто пристап до основните институции кај што треба да си ги подмират своите животни обврски. Значи мора тие бариери, апелирам, значи до сите, тие бариери пополека да исчезнуваат за да се овозможи максимална вклученост и на децата и на лицата кои што имаат потешкотија во развојот. Затоа што верувајте, во нив има многу голема способност и можат да бидат од многу голема корист и за самото општество.
Така, да се надеваме дека тие работи ќе се сменат во иднина, дека се ќе си дојде на свое место. Ние ќе продолжиме со вакви емисии да ја представиме работата и на дефектолозите, но и да представиме колку тие деца не се различни всушност. Сепак нели сите сме исти, а нивната различност ги прави посебни и треба да ги прифатиме такви какви што се. Ти благодарам многу на денешниот разговор, што на гледачите им објасниете се околу работата на дефектолозите, какви се терапиите, барем дел од терапиите. Тоа беа дел, има уште многу. Така, има уште многу, но добро е да се знае, да не биде веќе нели табу тема. Така, ви благодарам пред се на поканата и многу сум благодарна затоа што ете и вие како телевизија се трудите да ја подигнете свеста преку ваквите емисии. Се надевам дека тоа ќе допре до општеството се подлабоко и дека сите ќе правиме за да може да се подобри животот на овие лица тука во нашата земја. Затоа што различноста сепак да кажеме дека има многу поголеми придобивки. И ние сите сме различни, никој од нас не е ист. Така, тоа е точно. Почитувани гледачи, верувам дека уживавте во денешниот разговор, колку што уживав и јас и дознавте многу нови нешта, а ние сега продолжуваме со убава музика.